Јас лично сум среќна дека клубот на жените заедно со NDI, USAID и други организации меѓународни сме домаќини на регионалната средба која се одржува овде во собранието на Република Северна Македонија. Мислам дека двете теми кои ќе се расправаат и за кои ќе се дискутираат се многу интересни и актуелни. Првата е за родовата еднаквост во сите области на женското живење, да речам, и другата тема говорот на омраза или пак борбата што треба ние жените да ја направиме, да ја војуваме против говорот на омраза, која последно време навистина не загрижува и бараме од вас и како медиуми, како пријатели, да речам на клубот на пратенички, да пазите или да внимавате за тоа што е вистина за жените, а што не е. Мислам дека говорот на омраза навистина не опфати и не загрижи последно време, не само од страна на медиумите, особено социјалните мрежи, но и од представници од политичките партии и од разни личности, познати личности, и затоа имаше заклучок од дебатата дека ова година понатаму ќе биде прогласена како година на борба против говорот на омраза, не само против жената политичарка, туку и кон заштита, да речам, на сите жени во јавни функции и во работата воопшто во животот во Македонија. Мислам дека и за родовиот аспект имаше многу убави дискусии од представнички, пратенички, од Белград, Сараево, од Косово, од Приштина и од Сараево, Подгорица, така што мислам дека правиме добра работа и на крај ќе донесеме конечни одлуки или конечни заклучоци на кои ќе се придржуваме во активностите и во иднина, и во клубот, и во другите форми организирани, не само тука во собранието, туку и надвор од собранието. И една благодарност до меѓународната заедница, која секогаш е главна поддршка на нас, клубот на пратенички. Благодарам. Како што ви информираше претседателката на клубот на жени парламентарки, одличен настан, нека почне оваа недела. Се надевам дека активностите ќе продолжат на ова поле. Нормално главен фокус е женските права и родовата еднаквост во нашата држава. Има жени парламентарки кои што се присутни од регионот. На овој настан ние ги споделивме искуствата како во нашата држава, така и во нивните матични држави. Особен фокус ќе биде на оваа недела на женски права е говорот на омраза, насочен кон жените, но јас би потенцирала дека можеби треба и да почнеме да се занимаваме освен со говорот на омраза насочен само кон жените кој што реално е присутен, и говорот на омраза кој што потекнува и од нас политичарите, бидејќи во последно време се настанува еден тип на негативна стереотипизација кој што не е ретко излегува од мислам посочено од страна на политичарите, кој што може да предизвика еден вид на насилство во општеството, и затоа еден голем апел да внимаваме што и ние зборуваме ко политичари, заради тоа што тоа се рефлектира во општеството и може да има негативни последици на живењето. Инаку, освен овие теми, ќе се фокусираме на економското јакнење на жените, кој што е еден важен предуслов во борбата против семејното насилство. Секако ќе ги офатиме и жените во руралните средини, самохраните мајки, жените од текстилната индустрија, од кожарската индустрија. Едноставно ќе зборуваме во гласот на сите жени во нашата држава. Жените од сите парламенти на Западен Балкан донесовме еден заклучок. Денеска се формира балканска мрежа на парламентарки и како прва активност ќе биде пишување и упатување на писмо до новоизбраниот комесар за евроинтеграција, на кој ќе му се обратиме со барање за забрзување на процесите на евроинтеграција на земјите од Западен Балкан, во интерес на мирот и стабилноста на регионот, во интерес на благосостојбата и квалитетот на живот на граѓаните на овие земји. Благодарам.
Nada Dubnjak. Ja sam Nada Drobnjak, poslanica u Skupštini Crne Gore. Hoću nego... Zadovoljstvo je biti danas u Sobranju Makedonije, razgovarati sa prijateljicama iz regiona, jer pitanje rodne ravnopravnosti je pitanje održivog razvoja ne samo naših pojedinačnih država, već i na globalnom nivou, jer jako je važno neprestano javnosti slati poruku da žene i muškarci moraju da žive jednak nivo ljudskih prava, da moraju da budu u svim segmentima društva podjednako zastupljeni, jer mora da se čuje i ženski glas kada je u pitanju i bezbjednost, i razvoj, i borba protiv nasilja, i da je neophodno, pošto mi živimo jedan paradoks, iako su žene u svim našim društvima brojniji dio populacije, da one moraju da se bore za svoja, reći ću, manjinska prava, i zato je važno da budemo povezane, da zajedno ostvarimo rezultate te borbe. A koliko su zastupljene žene, na primjer, u crnogorskom parlamentu? Žene u političkom životu? U crnogorskom parlamentu žene su podzastupljene. Mi smo prvi put ovih dana uspjeli da prekoračimo magični postotak od 25%. I složit ćete se sa mnom da je to malo ako znamo da je u crnogorskom društvu žene čine 50% populacije, da su podjednako, ako ne čak i više, obrazovane od muškaraca, što statistika pokazuje, ali i dalje je moć u muškim rukama. I nešto što je interesantno za Crnu Goru, a svakako i za region, to je postaviti pitanje da li žene možda u ovom trenutku trče pogrešne trke, jer moć nije u parlamentu, moć je u vladi, a žene su tamo i dalje podzastupljene.